Во Основниот кривичен суд во Скопје продолжи судењето против поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев, кој заедно со двајца онколози е обвинет за несовесно лекување пациенти. Денешното рочиште продолжи со сослушување на вешти лица кои ги изготвиле медицинските вештачења за обвинителството. Судењето го следи колешката Елена Ивановска-Муковска. Елена, вчера сведочеше вештото лице Маја Равник од Медицинскиот факултет во Марибор, која посочи дека кај дел од случаите терапиите биле давани без јасни индикации. Да, Александар, и денеска на судењето овде во Кривичниот суд продолжи сослушувањето, односно презентирањето на вешти од наод од страна на словеничкиот вештак доктор Маја Равник, која што продолжи да ги анализира досијата на починати пациенти кои се биле лекувани на клиниката за онкологија. Дел од забелешките кои што беа презентирани денеска и вчера се повторија, меѓу кои тоа дека дел од пациентите, за конкретен пациент беше посочено дека терапијата која што ја примал била на многу краток период од една до друга доза. Исто така дека примал онколошка терапија пациент која што во тој момент лабораториските наоди не дозволувале безбедно примање на хемотерапија, или пак дека била давана комбинација од два лека на пациент кои што не соодветствувале, например имунотерапија со кортикотерапија или пак хемотерапија со антибиотик, а како што кажа доктор Равник, додека има воспаление пациентот и прима антибиотик, хемотерапијата треба да паузира. Таа исто така кажа дека една пациентка добила само еден онколошки лек кој што требало да се дава во комбинација за да има соодветен ефект. Исто така кажа дека пациентка примила онколошка терапија само неколку дена пред да почине и рече дека тоа ја забрзало смртта. Исто така вештакот од Словенија посочи дека имал случаи каде што било често менувана терапијата, но и дека се давала терапија на конкретен пациент која што не била индицирана за болеста која што ја има. Така за една пациентка беше посочено дека во период од 2,5 месеци имала 4 различни лекувања во краток период, што ниту една од тие терапии не можела да развие било каков ефект. Одбраната и денеска реагираше, конкретно адвокатот на обвинетата докторка Симонида Црвенкова рече дека ова вештачење не може да биде доказ затоа што е изготвен врз основа на нецелосна документација и се заснова на прашање за примена на европски протоколи. Па предлагам да ја слушнеме и неговата изјава. Сметам како бранител дека македонски лекар не може да одговара за европски процедури кои не се дел од правниот поредок на Република Македонија и не се дел од здравствениот систем на Република Македонија. Во таа смисла и во таа насока се докажува дека во овој дел имаме правен дефект кој не може да биде дел од доказна постапка, а на 21.1.2026 година е упатено барање од директорот за фондот за здравство до министерот за здравство, со кое значи се информира дека странските водичи кои не се одобрени од македонските здравствени авторитети или нацрти кои исто така не се одобрени се применуваат. Инаку доктор Равник останува во Скопје до петок. Таа денеска се уште одговара на прашањата на обвинителството, кое ја повика и ангажираше како вештак во овој судски процес, но во наредните денови и одбраната, адвокатите и самите доктори обвинети ќе имаат можност да и постават прашања. Инаку во овој судски предмет има вештачење и од Србија, кое што е планирано во текот на месец март.